се јави, драги мои. Еве ова што вчера ви го кажав преку слика и видео. Денеска и сама дојдов да видам што се работи во градец. Се договоривме со мајсторот да дојдеме. Значи, она што до сега е потрошено само за мајстори 1200 евра. Денеска треба да му дадеме уште 500 евра, но бидејќи не го направив договорот, ќе го ставиме за во вторник, за да се подпишеме, да биде се регуларно. Ово ви кажувам низ бројки, низ цифри, за да ви биде јасно, нели? Јас ги кажувам сите донации како стигнуваат, но да видите дека и трошоците се големи. Сега ќе ги изненадиме и носиме подароци. Само дали се тука, Мартин? Тука ли се? Нема никој. Да. За вас соба сега е наред, така ли? Значи, тука сакаме да го искористиме материјалот што е донација од Климент Лазаров. Тоа е... Оваа соба беше во многу тешка состојба и се уште. Значи, тука е расчистено за да може да се работи. Да. Дали се радувате, бидејќи нели правиме нешто од дома? Да, многу сме задоволни, Ринатка. И ќе продолжиме. Само сега... И таа соба да се направи. Да, тука гледам дека е расчистено само за да се... Терасата измачка, направија. Тука е Мартин. Еве, ја ви носам нешто од едни деца. Земи го ова ураката, шо е иконата горе. Тоа е икона од Свети Гаврил Велички. Ќе ја ставиме некаде, ќе најдеме убаво место и масло. И закачаме се. Ќе ви објаснам после, бидејќи тоа е од едни дечиња подарок. Они што собираа пари, па тука пакетчиња пак за Дичка Дејанка и имам богојавленска вода. Ќе ви ставам да се напиете, бидејќи денес се осветуваат водите. И нели ние мора да и духовно да гледаме некако да помогнеме. Да. И за мачките нормално. Да. Значи сега сме на терасата и со мајсторот разговаравме дека следно што ќе правиме ќе го смениме ова кровчето горе. Тоа не е многу големо, но сепак нели ќе треба за да ги искористиме даските, така ли? Што ни останаа долу даски од тече. Да, и бидејќи тече, а терасата ако веќе оспособиме, ако биде добра, значи кога ќе си ставаат овде облека да сушат, да може да задоволни сте. Леле, какво беше мекано? Тоа е нели, така се Катастрофа. Погодија така работите да делуваме на време. Но сега не се откажувам. Јас бев долу и во подрумот и стварно и таму е сега измазнето направено. Направено е, да, направија човеците, нема шо. Ке ставиме таму и нешто врати и прозори со тек на време. Сега прво да видиме што е најнеопходно. Првично ќе тргнеме од тука да се досреди собата, значи собата да се искористи материјалот што е од Климент Лазаров. И оваа соба може да биде многу добра соба, значи ќе направиме да биде, ќе оспособиме за да може некоја од девојчињата да си има приватност. Потоа ќе набавиме нешто мебел. Ќе се стави, да. Ќе се измачка. Те тоа може да стане да биде. И мајсторите така одлучија дека најдобро да се искористи мрежата за да. Овие се работи ќе ги сврлиме, а ќе ставиме. Да. Спаднало туку можеш слободно да снимаш да видиш. Да, таму и првиот пат снимавме. Таму тука да видиш. Да. Тоа е следно што ќе треба да го правиме, но јас затоа и сега и додов лично да снимам за да апелирам до сите вас кои што нели ви благодарам на сите што донирате цело време, но да продолжиме нели со донации. Дејанка отпре си вика, мамо, вика мајсторите, вика не дојдеа. Мамо, мајсторите. Дејанка навеќе се радува. Секој ден не очекува. Дејанка е најрадосна за целата ситуација. За куќата. Со се прави куќата, дали се радуваш? А сакаш ли да биде многу поубава? Значи сега треба само да викаме на луѓето што повеќе да ни дадат, да ни донират за да ние завршиме побрзо. Така ли? И после ќе си имаш своја соба. Оваа соба ќе биде твојта. Сакаш ли? И сега она е наред. Значи апел до сите да ни помагаат се уште, бидејќи имаме уште многу работа тука за Дејанка да биде многу среќна. Она и сега од среќа, од радост, со нетрпение чекаше да дојдеме, така ли?
Ора си тераш. Знам дека ти на 20 на Свети Јован. Знам ја. Вторнико да дојдете на торта. Знаеме ние тоа. Ние знаеме, а иначе и јас имам многу поводи тај ден, имам и мојата сна е родена. И на татко ми е имен ден. Значи Свети Јован е наш голем празник. Заштитник наш и на тебе и на сите нас. Ајде. Почитувани Отка и Дејанка се упатат кон други семејства. Денеска некако сум подготвена повеќе и духовно да делувам со луѓето, односно денеска се осветуваше Богојавленската вода и јас решив да поделам кај неколку болни семејства и да им ја објаснам моќта на оваа вода, исто така и подароците од дечињата кои беа подарени од нивните средства за бадник и ги разделам денеска на неколку семејства. Апелирам за Дејанка и за Витка, бидејќи навистина беше многу радосна и не очекуваше и таа, не знам, незината радост не може да се искаже. Значи апелирам повторно да продолжите со донации, бидејќи многу има да се работи таму. Не е само тоа, не е само она што го покажавме до сега, туку внатре во внатрешниот дел ќе има многу работа, ќе има мајсторите, треба да ги платиме, ќе треба да набавиме лепа, карби, не знам таму некои материјали кои ги кажа мајсторот. Може да се направи со наша слога и затоа ве очекуваме и понатаму.